Всестраното учество на жените на Македонија во Народно-слободителната војна и социјалистичката револуција било врвен револуционерен дострел за отфрлање на робството и за здобивање на статус на слободна личност. Револуционерниот дух присутен во нивното живеење низ вековите нашол полно револуционерно осмислување и политичко-обштествена афирмација токму во 4-годишната Народно-слободителна војна. По фашистичката агресија на Кралството Југославија во првите денови на април 1941 година, Комунистичката партија на Југославија како единствена организирана и револуционерна сила ја презема врз себе историската одговорност во судбоносните денови на народите на Југославија и застана на чело на борбата против фашистичките агресори. Во новосоздадените услови на окупацијата и поделеноста на земјата меѓу фашистичките сили, ЦК-КПЈ действува брзо и организирано. Веќе на 27. јуни 1941 година, на состанокот одржан во Белград, формира главен штаб на партизанските одреди на Југославија на чело со Јосип Броз Тито, кој набрзо прераснува во врховен штаб, а на 4. јули 1941 година донесува решение за отпочнување на вооружено востание на народите на Југославија. Подготвувајќи се за вооружен отпор против окупаторите, ЦК-КПЈ ги насочува сите напори во зајакнувањето на единството на народите на Југославија, работничката класа и на сите антифашистички и родолюбиви сили без разлика на пол, национална, политичка, верска и друга припадност, како на еден од пресудните фактори за извојување на победа над непријателите. По априлската војна од 1941 година, по која Македонија била окупирана од сојузниците на фашистичка Германија, Бугарија и Италија, за македонскиот народ, борбениот повик на КПЈ, во чија програма биле концептирани неговите вистински желби и интереси, значел продолжување на долгогодишната револуционерна борба за национално и социјално ослободување. Жените на Македонија здобиени со богато револуционерно искуство во минатото, а особено во квечерината на Втората светска војна, кога таа израсна во осведочен борец за правата на работничката класа, на повикот на КПЈ гледале како на единствена револуционерна акција и почеток на остварување на долго очекуваната историска шанса за борба против националниот и класниот угнетувач, за социјална правда и граѓанска слобода, за своја политичка рамноправност. За поорганизирано и помасовно вклучување на жените во вооружениот отпор при Покраинскиот комитет на КПЈ за Македонија и во местните комитети на КПЈ биле формирани посебни комисии за работа со жените кои биле задолжени да работат за широко опфаќање на жените и женската младина во сите легални и илегални форми на антифашистичкиот отпор. Во почетокот на октомври 1941 година, во прогласот на Покринскиот комитет на КПЈ за Македонија, упатен до македонскиот народ со кој се повикувал да се вклучи во борбата против окупаторите, набележани биле и задачите на жените во условите на вооружено востание, кои се однесувале на давање на сестрена помош на Народно-слободителното движење и неговите борбени единици, партизанските одреди, во храна, облека, оружје, во негување на болните и ранетите борци, во изнајдување на илегални станови и други потреби за востанието. Во директното писмо од мај 1942 година, упатено до членовите на Комунистичката партија, конкретно биле набележани формите на масовно делување. Слични писма биле упатувани од местните комитети на КПЈ. Со отпочнување на подготовките за вооружено востание и во текот на 4-годишното војување, пред комисиите за работа со жените била поставена задача опфаќање на жените и женската младина преку читачките, просветните, воспитните, симпатизерските и други групи. Членките на овие групи развивале богата политичка и културно-просветна активност. Во нивниот состав се разработувале партиски материјали, се одржувале популарни предавања, се подготвувале дзидни весници, приредби, се организирале аналфабетски и санитетски курсеви, се изведувале излети на 1 мај, 8 март и на други одбележувања од историјата на македонскиот народ и работничкото движење. Сите овие активности многу придонесле во идејно-политичкото изградување на членките. Во некои партиски организации
се изведувале и обуки за ракување на жените со оружје. Вклучувајќи се во бројни форми на масовна работа, уште во првите денови на фашистичката окупација, жените се јавуваат не само како учесници, туку и како организатори во подготовките за вооруженото востание. Тие биле секретари или членки во највисоките партиски раководства, како што биле Покраинскиот комитет на КПЈ за Македонија, Покраинскиот комитет на СКОЈ за Македонија, членки на ЦККП за Македонија, секретари и членки на областни комитети и други должности. Жените на Македонија, уште со влегувањето на окупаторските војски, го потврдиле силно изразеното национално чувство и политичка зрелост со масовното учество во антиокупаторските протести против влегувањето на бугарските војски во Македонија, извикувајќи пароли Македонија на македонците, кои со најдиректен револуционерен јазик ја разоткривале перфидната денационализаторска политика на окупаторот. Родолюбиви и полни со презир спрема окупаторите, жените се вклучиле во сите форми на отпор и во сите видови вооружени единици, почнувајќи од првите партизански одреди и чети, па до батальони, бригади, дивизии и корпуси, како борци и бомбаши, пушкомитралесци, комесари, командири и санитетки за спасување на ранетите и дале особен придонес за хуманата страна на револуцијата. Првите востанички истрели на македонските партизани уште повеќе го зајакнале борбениот фронт на жените во градот и селото. Нивниот отпор постојано се изразувал и низ штрајкови, демонстрации и други јавни протести, кои биле мощна погодна форма за отпор во 4-годишната војна. Во политичката мобилизација на прогресивните сили во Македонија, значителна улога одиграле и линденските празнувања на 2 август, организирани од местните комитети скоро во сите градови во Македонија, кои во Скопје и Битола во 1941 година се претвориле во масовни демонстрации со кои била изразена самобитноста на македонскиот народ наспроти тржествата што ги организирала бугарската окупаторска власт. Во овие илинденски демонстрации мощне забележливо било учеството на жените и женската младина. Работените жени во монополите, шивачките и другите работилници, преку штрајкови и други протести, го изразувале незадоволството поради лошите работни услови и ниските надници. Жените демонстрирале и против безработицата, скапотијата, шпекулацијата и теророт што ги спроведувале окупаторите, преку кои најдиректно се изразувал отпорот против експлоатацијата и денационализацијата. Средношколската женска младина активно била вклучена во штрајковите на учениците во гимназиите во Скопје, Велес, Куманово, Прилеп, Битола, Охрид, Штип, Струмица и други места против просветната политика на окупаторот, а обидот преку наставната програма организирано да спроведува денационализација и асимилација на средношколската младина. И покрај сложената војно-политичка ситуација во Македонија во 1942 година и настојувањата на окупаторите по секоја цена да го скршат отпорот и да го прекинат на горниот од на вооруженото востание на македонскиот народ и народностите, се обновиле и зајакнале постојните и се формирале нови партизански одреди во Скопско, Велешко, Битолско, Крушевско, Кичевско и Мавровско, а бројот на жените борци во нив е се поголем. Со засилувањето на востанието во 1943 година, кога партизанските одреди прераснале во регуларни воени единици, батальони и бригади, жената борец се почесто се сретнува во првите борбени редови во војската, која се создавала во огнот на револуцијата. Со разгорот на народно-слободителната војна во Македонија, окупаторите исплашени за својот опстанок на окупираното подрачје, го засилиле теророт врз македонскиот народ. Бугарската војска и полиција, италијанските карабинери и германските војски, подпомогнати од четниците и балистите, вршеле подеднаков терор и крвави злочини. Нивните казнени експедиции ги запамтиле скоро сите македонски села. Масовните зверски убиства, затворења, интернирања,
опожарување на цели села, бројните судски процеси и најекстремните методи на измачувања не ги поколебале жените во нивната решеност да истраат во борбата. Изложени на тежок психолошки притисок и физички измачувања, тие поднесуваат најголеми жртви. Тие молчеле и кога се соочувале и со самата смрт пред запалениот дом, пред убиеното дете. Настан од извонредно воено-политичко значење за Народно-ослободителната војна на Македонија е создавањето на слободни територии во 1943 година во Западна Македонија, Тиквешко, Гевгелиско и Кумановско. Со капитулацијата на фашистичка Италија, 8 септември 1943 година, слободната територија во Западна Македонија значително се проширила, опфаќајќи го просторот меѓу Гостивар, Струга и Охрид со два слободни града Кичево и Дебар. Постоењето на пространата слободна територија и животот во неа, со сите елементи на слободна држава, дала силен поттик за уште помасовно вклучување на жените во борбата против окупаторите и домашните соработници. На слободната територија, активноста на жените се одвивала преку широката мрежа на одборите на антифашистичкиот фронт на жените, народно-слободителните одбори како единствени носители на новата народна власт, воено заднинските органи, културно-просветните и други организации. Особено активноста на жените била забележителна во организирањето на шивачките, чевларските и други работилници, во организирањето на болниците и нивната постојана грижа за лекувањето на болните и ранетите борци, обезбедување топла облека, храна, лекови и други потреби за војската. Тие со голем ентузијазам се зафатиле со организирањето на првите училишта на мајчин јазик, во водењето на аналфабетските курсеви и други културно-просветни активности. И кога животот на слободната територија бил прекинат со германско-балистичката офанзива во декември 1943 година, кога главниот штаб на Народно-ослободителната војска со главнината на силите се повлекле од Западна Македонија, за да го разгорат востанието и во другите краишта на Македонија, оставајки на територијата на Западна Македонија само помали партизански единици, тогаш местниот комитет на КПМ Кичево, составен само од жени, ја понесува на својот грб целокупната организација на Народно-ослободителното движење. И додека германскиот окупатор, подпомогнат од балистичките формации, бил зафатен со крвавата пресметка во востаничката Дебарца, Копачка и Малесија, во селото Фуштани, Егејска Македонија, каде што биле сконцентрисани македонските единици, на 22 декември 1943 година се одржал првиот конгрес на антифашистичкиот младински сојуз на Македонија. Во присуство на 288 делегати од војската и заднината бил избран главен одбор на Народно-ослободителниот младински сојуз на Македонија од 27 членови, од кои 7 биле жени. Во усвоената организациона резолуција за формирање на Народно-ослободителниот младински сојуз на Македонија, како постојана организација на единствениот младински антифашистички фронт во Македонија, биле забележани идните задачи на младинците и младинките, родолюбивата работничка, селска и интелектуална младина на Македонија за бескомпромисна борба до конечното ослободување на земјата. Во 1944 година, кога Народно-ослободителната војна на Македонија прераснува во сенародно востание, опфаќајќи ја територијата на Македонија до последен кат, жените се вклучени во широкиот борбен фронт во заднината на окупираната територија и во војните единици од работнички и интелектуалки до неписмени селанки и домаќинки, станувајќи значаен фактор и носител на новите општествени односи. Жените на Македонија, вклучувајќи се во Народно-ослободителната војна од првите востанички денови на 1941 година, како борци и како политички војни раководители, го извојувале правото да одлучуваат и за идното државно уредување на Македонија.
Кога на 2 август 1944 година во манастирот Прохор Пчински се одржа првото заседание на антифашистичкото собрание на Народното ослободување на Македонија, меѓу 122 членови на првиот македонски парламент се наоѓале и 6 жени. На заседанието, легитимните представници на македонскиот народ, избрани по демократски пат, ги спроведуваат одлуките донесени на второто заседание на АВНОј за демократско и федеративно уредување на Нова Југославија, во која македонскиот народ за прв пат во својата историја се здобил со право на самостоен национален и културен развиток, а АСНОМ се конституирал за највисок орган на народната власт на Македонија, поставувајќи ги темелите на македонската државност. Во избраниот президиум на АСНОМ, кој вршел функција на привремена влада, се наоѓале 2 жени, во президиумот на АВНОј 1, а во делегираните народни представници за членови на АВНОј се наоѓале 3 жени. Меѓу другите решенија, донесени на првото заседание на АСНОМ, била и декларацијата со која се гарантирала еднаквост без разлика на пол, национална, верска и друга припадност. Со овој и други акти се озаконила рамноправната положба на жената, извојувана со оружје врака. Осведочени како храбри и непоколебливи борци, жените масовно се вклучиле во завршните операции за ослободување на Македонија и целата наша земја. Носејќи ги заветите на паднатите другарки и соборци, жените на Македонија масовно и самопрегорно учествувале во завршните операции за ослободување на Југославија. Тие со грижлива топлина на мајка, сопруга и сестра се ангажирале во подготовките на 15-тиот македонски корпус, кој заедно со единиците на НОВ, на југословенските народи, учествувал во завршните операции на Сремски фронт. Мајките ги спраќаа своите ќерки и синови во оваа голема битка со чувство на приврзаност кон општото дело на народите и на народностите на Југославија, давајќи на таков начин свој драгоцен придонес во најголемата придобивка на народно-ослободителната војна и револуцијата, братството и единството на народите и народностите на Југославија. И додека се уште се воделе крвавите борби на Сремски фронт за истерување и на последниот непријателски војник од нашата земја, на 15 декември 1944 година во ослободено Скопје се одржа првата главна конференција на антифашистичкиот фронт на жените на Македонија, која по начинот на бирањето на делегатите, програмата и по својата обемност имала белег на конгрес. На конференцијата бил поднесен реферат во кој било подвлечено масовното учество на жените во НОВ и револуцијата и нивниот значаен придонес и биле иницирани новите задачи за нивното вклучување во обновата и изградбата на разрушената земја во војната. На конференцијата бил избран главен одбор на антифашистичкиот фронт на жените на Македонија. Масовното вклучување на жените во народно-ослободителната војна и социјалистичката револуција на македонскиот народ и воопшто на народите и народностите на Југославија било израз на нивната желба носена низ столетијата што творечки била осмислена во марксистичкиот приод на Комунистичката партија на Југославија кон разрешување на нерамноправниот статус на жената во општеството, како и кон правилниот приод во разрешувањето на националното прашање и борбата на работничката класа и создавање на ново социјалистичко општество во кое жените нашле полн израз на нивните творечки способности и полна афирмација на сопствената личност. За сестраното учество и придонесот на жените во НОВ и револуцијата, врховниот командант на НОВ и ПОЙ, Јосип Броз Тито, искажал најтопли и највозвишени зборови. Навистина, во историјата ретки се примерите на толку масовно учество на жените во борбата и нивната толку голема храброст и стоицизам. Јас се гордеам што стојам на чело на армија во која има огромен број жени. Јас можам да кажам дека жените во оваа борба по својот хероизам, по својата издржливост, беа и се на прво место и во првите редови и на нашите народи им прави чест што имаат такви ќерки. Според непотполните статистички податоци, 5752 жени од Македонија учествувале во народно-ослободителната војна и револуцијата.
Прогласувањето на 7 жени народни херои на Југославија, како и фактот што 141 жена е носител на високо признание партизанска споменица 1941 година, а голем број жени се одликувани со ордени за храброст, најдобро зборува за масовното учество и покажаната храброст на жените од Македонија во 4-годишната крвава, но величествена војна.